Време е за дневникот на К1. Економија, политика, култура, земјоделие. И во овој дневник во целост ви ги пренесуваме актуелните случувања од Вардарскот и Квешкиот регион, Македонија, светот и спортот. Ова се настаните на денот. Росоманските производители на праски се сретнаа со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Поради незаинтересираност на превозниците, неколку велешки села остануваат без јавен превоз. Романот Доилката, добитник на наградата Стале Попов, представен пред велешката читателска публика. Најавениот протест од страна на производителите на праски ставен во мирување. Денеска тие остварија средба со министерот за земјоделие Љупчо Николовски. Овоштарите имаат неколку барања до владата и ресорниот министер, кој пак она што вчера го најави дека владата бара решение, денеска лично им го соопшти. Мартина Митков со деталите. Денеска праски на улиците во Росоман не се фрлаа, но затоа производителите единствени во своите барања. Владата и Министерството за земјоделие да застанат за нивниот проблем за исполнување на нивните барања. Овоштарите побараа ослободување од плаќање за купнина за користење државно земјиште и воден надоместок, како и целосна исплата на штетата од мразот. Мерката од 6 денари по килограм да трае цела сезона без ограничување на откупната цена од преработувачките центри на индустриската праска. Барањето дадеме, значи ние имаме и други барања. Значи не е само овие 6 денара, овие 6 денара можеби моментално само ќе го решат некој си проблем, меѓутоа ние имаме и други барања. Очекуваме. Ако рокот не го продолжат, ние ќе продолжиме со штрајковите. А тоа не е главно нас барање, кажа. Тоа е нашата цел. Значи главното барање за нас е 6 денара да остане во откупна индустријска праска до крај на берба индустријска праска. Се мисле сорта Глохевен, Крецкевен, Редхевен и така натки. Сите сорти. И 5 денара да се откупува таму. Значи ние да добиеме 10-11 денара. Сега перекирам 10-11 денара. Само така може да се спасиме. Љупчо Николовски, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, денеска оствари средба со овоштарите. Она што вчера го најави дека владата бара решение, денеска лично им го соопшти. Ми сметаме дека и сме убедени дека со оваа мерка од 6 денари го решаваме овој проблем во моментот. Владата е расположена, ние ги правиме анализите и врз основа на разговорите тука, дали да се продолжи рокот и понатаму, кои други сорти ќе бидат офатени, но сакам да кажем дека ние перманентно ги правиме анализите и во најсоодветен момент ќе излеземе во пресред и во периодот што следи натаму, се со цел да ги решаваме проблемите на луѓето, да го вратиме животот на секад. Според познавачите на состојбата, до ваквиот проблем овоштарите дојдоа поради лошите временски услови и ненавременото наводнување, што резултираше со производ кој не го задоволува бараниот квалитет на откупувачот. Росоманската праска, која со години наназад завршува на рускиот пазар, има проблем со пласманот, бидејќи според откупувачите, таа е со многу послаб квалитет. Ресорното министерство предлага овогодинешниот род да заврши како суровина во домашната конзервна индустрија. А дека проблеми немаат само земјоделците од Тиквешкиот регион, доказ е историјата која ни доаѓа од Битола. Нашата колешка од регионалната телевизија Мега разговараше со земјоделци од Струмичкиот регион, кои откако не можеле да го продадат производот на струмичките пазари, се решиле среќата да си ја побараат на битолските пазари.
Владата да ги чуе проблемите на земјоделците, порачаа производителите кои од Струмица доаѓаат во Битола да ги продаваат своите производи. Во Струмица нема откуп на земјоделските производи, а во Битола полицијата и инспекцијата ги брка. Секојдневно се соочуваме со проблеми, а дојдени сме овде да извадиме некој денар за да преживееме. Раскажуваат земјоделците кои на диво ги продаваат своите производи пред битолскиот пазар, затоа што не можат да си дозволат да платат 12.500 денари месечно, колку што од нив бара јавното предпријатие Пазари од Битола. Во Струмица робата не е така сто. Немаме откуп, немаме. Зошто нема откуп во Струмица? Па сега моментално дали владата што е проблемот не знаеме. И сега бостанот џаба. Дојдени сме овде да продаеме ние како земјоделци и сакаме едно парче леп како сите и ние. Таа роба сме ја произведиле, треба негде да ја продадеме. Нема кај, Струмица е значи кнап. Тоа е там кај 72 селја. Значи многу има роба, нема кој да ја зема. Нивите, у баштите стојат така. Граот е тоа за народот, за земјоделците. Во Битола се соочуваат со инспекторите и полицијата кои не им дозволуваат да продаваат надвор од пазарот, а сумата која треба да ја платат на јавното предпријатие Пазари е висока за нив. Вака само не бркат, само не затварат. Секои 5 минути, 10 минути на кој как ќе му текне ќе дојде, ќе те затворе, ќе те избрка, ќе те малтартире. И некој ни вика, па одејте таму пре премиерот, пре Заев, пре вашиот Заев одејте. Ние од кај таму идиме, ние сме земјоделци, ние роба и за сиромашки луѓе, што викате ако кошта 20 денара, 15 денара, ако кошта 15, 10 денара. Што да направиме, да збереме некој динар пари? Ами ние сме да помагаме на народот. Струмичките земјоделци во Битола велат дека ако не се најде решение за овој проблем, наскоро и бостанот ќе заврши на улица. Не само праските што ги турат по папишта, и доматите. Сега ќе почне бостанот по патишта да го истурат. Тоа е катастрофа, господјо. Затоа треба да го реши владата тој проблем. Треба да ни кажат што да правиме, да ни организират место, да ни отпрат пласман и така натаму. Дивите продавачи во Битола веќе долго време се соочуваат со проблеми. Некои од нив по честите контроли одлучија да ја озаконат работата и изнајмија тезги, но голем дел од нив останаа да продаваат на диво. Се додека не се најде пазар за понудената роба, велат дека ова е единствен начин да заработат за живот. Нема интерес кај операторите за воспоставување на редовни линиски превози меѓу општина Велес и населените места Челошево, Црквино, Бузалково, Кумарино и Башино село. Ваквата состојба го наметнува и прашањето локалната самоуправа да размислува за формирање на јавно предпријатие за превоз на патници. Дијана Иванова има повеќе на оваа тема. Населените места Челошево, Црквино, Бузалково, Кумарино и Башино село остануваат без линиски превоз за патници. Жителите од овие населени места до Велес и обратно нема да може да стигнуваат со автобус. Причината за ова, велат од локалната самоуправа, е незаинтересираноста на операторите. Ниту еден од операторите моментално кои што делуваат на територијата на општина Велес не се пријави, додека и претходното и оператор што го имавме се откажа од користењето на овие линии, со образложение дека имал нелојална конкуренција, односно дека граѓаните, односно жителите на тие населени места воопшто или многу ретко го користеле линискиот превоз. Од локалната самоуправа се дециди, не се откажуваат од намерата и овие населени места да бидат поврзани со Велес преку редовни автобуски линии. Ние можеме само согласно законот да понатаму ја повториме постапката и доколку некој се јави заинтересиран да му ја дадеме линијата за користење. Значи, проблемот е тоа што операторите не покажуваат интерес да пуштат возила да се движат на овие релации. Градоначалникот Чадије вели дека оваа состојба го наметнува и прашањето за формирање на јавно предпријатие за превоз на патници или пак зголемување на дејноста на веќе од постоечките јавни предпријатија во Велес. Долгорочно размислување да ние полека, но сигурно се подготвуваме за едно јавно предпријатие кое што би одржавало линиски превоз на неколку линии во градот и населените места. Тоа ќе значи набавка на нови возила, односно проширување на дејноста на едно од јавните предпријатија во Велес, на каде што би имало да дадале и оваа дејност. Со тоа би ги решили проблемите повеќе струка. Се мисли на превоз на ученици, се мисли на бесплатниот превоз што го имаат два пати во текот на неделата
пензионерите во нашиот град и секако превозот до блиските населени места во градот. За сега од ваквата состојба најголем бенефит имаат така наречените диви таксисти, кои по цена на чинење на еден билет, откако ќе формираат група од 4 патници, ги превезуваат од населените места до Велес и обратно. Петгодишно дете е повредено во сообраќај на несреќа која се случила вчера попладне на регионалниот пат село Лисиче, село Дреново, во која 58-годишниот СБ од село Долно Јаболчиште, кој управувал патничко возило Volkswagen Туран со велешки регистарски таблички, излегол на левата страна од патот и удрило во земјен брег. Петгодишното дете од село Долно Јаболчиште се здобило со тешки телесни повреди. На детето му била укажана лекарска помош во општата болница Велес, пошто било испратено на понатамошно лекување на клиниката за детска хирургија во Скопје. Увид на местото на настанот извршила екипа од СВР Велес. Уште една сообраќајна незгода која се случила ноќеска околу 23 часот на автопатот градско Велес, во која едно лице го загубило животот. Валентина Михаловски ги има деталите. Едно лице загина во сообраќајна незгода која се случила ноќеска околу 23 часот на автопатот градско Велес, помеѓу патничко возило Mazda 626 со велешки регистарски ознаки, управувано од НЗ 19 годишен од Велес, и патничко возило Citroen AX со кумановски регистарски ознаки, собственост на ВА од Куманово, а управувано од непознато лице. Како што информира МВР, според пронајдената лична карта во возилото, можно е да се работи за 42 годишниот БС од село Псача, Кривопаланечко. Смрт е констатирана кај возачот на Цитроенот од страна на лекар од здравствен дом Велес. Со телесни повреди се здобиле со патниците од возилото Mazda 626 СЗ 46 годишен и еден 16 годишник, кои со возило на итна медицинска помош биле пренесени во општата болница во Велес, а по укажаната лекарска помош се пуштени на домашно лекување. Увид на местото на настанот извршиле јавен обвинител и екипа од СВР Велес. По наредба на јавен обвинител, над телото на починатиот ќе се врши обдукција во Институтот за судска медицина во Скопје. Сообраќајот бил во прекин до 2 часот и 30 минути. Општинската организација на СДСМ Велес повторно со низа обвинувања до локалната самоуправа. Овој пат критиките на сметка на јавните предпријатија. Општината со писмена реакција. Непромислено, несериозно и политички незрело е да се обвини Општина Велес за нетранспарентно работење, откако пред непол месец истата е прогласена за најтранспарентна институција, стои во писмената реакција од Општината. Од Општинската организација на СДСМ повторно упатија низа обвинувања до локалната самоуправа. Велат Општината трупа долгови кон јавните предпријатија. ЈКП Дервен изработило и фактурирало на Општината над 10 милиони денари, а од таму им биле исплатени нешто повеќе од 10%, вели Весна Стојанова Богоевска. За оваа година Општина Велес и Чадиев во буџетот предвидуваат 10,5 милиони денари за јавната чистота, но за првите 3 месеци не е исплатен ниту еден денар кон ЈКП Дервен. Ваквиот однос на Општината кон Дервен, но и молкот на раководството на ова комунално предпријатие отвараат сомнежи за намерно уништување на јавното предпријатие, кое со години ја извршува својата работа, ама без целосно подмирување на своите побарувања. Општина Велес испрати писмена реакција на пресконференцијата во која стои дека СДСМ повторно се обидува да ја дефокусира јавноста. Во најмала рака е непромислено, несериозно, па дури и политички незрело да се обвини Општина Велес за нетранспарентно работење, откако пред непол месец истата е прогласена за најтранспарентна институција помеѓу сите општини и министерства во Република Македонија. Стои во писмената реакција во која Општината пишува и дека односот помеѓу локалната самоуправа и ЈКП Дервен никогаш не бил подобар. Затоа во овој изминат период заеднички реализиравме многу проекти на полето на комуналната инфраструктура.
Доколку заборавиле или не знаат, ќе ги подсетиме дека во изминативе 4 години изградени се водоводи за селата Црквино, Новачани, Сливник до Рутовец, Чалошево, како и за населбата во близина на Порцеланка. Во градското подрачје поставени и реконструирани се 34 нови водоводни линии со вкупна должина од повеќе од 40 километри, се вели меѓу другото во соопштението. Препораките од страна на институтот и центрите за јавно здравје и лекарите во пресрет на високите летни температури вложуваат сотплот. Луѓето велат, лекарите односно велат дека граѓаните знаат како да се заштитат од топлото време и високите увезраци. Валентина Михайловска директно со граѓаните. Ги знаат ли препораките и дали ги почитуваат? Редовните препораки до граѓаните на институтот и центрите за јавно здравје и лекарите во однос на заштита од летните горештини вродија со плод. Се препорачува да се избегнува движење во периодот од 12 до 17 часот и 30 минути, како и да се носи капа и лесна облека. Граѓаните знаат како да се заштитат од топлото време и високите увезраци. Се знае на сабајле ќе ги обавуваш тие работи 10-11 сатот дома и така. Па треба да не одиме на сонце од 10 до 16 часот или до 17. Треба да носиме шешир, треба да се мачкаме со креми, со соодветни фактори. Да не испаѓаме после 10 сатот, повише дома и повише вода пиење ради дехидрација. И во однос на начинот на исхрана, граѓаните знаат дека се препорачува консумирање свежо овошје и зеленчук, како и повеќе течности. Искрената секогаш треба летниот период да биде малку полесна храна. Сега пазарот е добро снабден, има доста храна што овошје тоа е битно. Ова е да се избегне од овие совместните работи. Во летниот период јадам храна што е лесна за организмот, витамини повише. Мислам кајси, да речеме, и банани. Па повише вода се пие, да не се испаѓа после 11 часот и што можеш повише овошје да јадеш, да можеш да добиеш витамини, за да можеш да бидеш посвеж. Значи, тие што имаат проблем со притисокот, така да не испаѓаат срцевите болести, не треба да испаѓа поради тоа што увезраците се многу високи. Исхраната салата. Друго манжа сега не се јаде. Храна, рековме повише овошје, еве, вчера искупивме зеленчук, едно друго. Надлежните со препорака за користење на терапијата кај оние пациенти кои што се со висок крвен притисок, диабетичари, пациенти со кардиоваскуларни проблеми, исклучително да внимаваат на режимот на пиење на лекови. За сите оние кои планираат да заминат на летен одмор или оние кои се занимаваат со полска работа, се препорачува да ја заштитат кожата со заштитен фактор, за да не дојде до кожни промени кои би можеле да доведат до компликации. Со совети до граѓаните и територијалната противпожарна единица Велес, командирот Лепидовски со апел до станарите редовно да ги чистат оджаците, често да се прави проверка на громобранските инсталации и да се следи исправноста на хидрантските мрежи, особено во летниот период. Ања Василева повеќе на оваа тема. Пожртвуваноста е пресудна за гаснењето на пожарите во висококатниците. Пожарникарите се снаоѓаат како што умеат и максимално ја користат опремата со која располагаат. Според командирот на територијалната противпожарна единица Љупчо Лепидовски, на висококатниците недостигаат противпожарни скали. Запоставени се или уништени хидрантските мрежи, па тешко е пожарникарите да интервенираат. Затоа Лепидовски апелираше до станарите редовно да ги чистат оджаците, често да се прави проверка на громобранските инсталации и да се следи исправноста на хидрантските мрежи. Апел до граѓаните да си ги следат хидрантските мрежи, само тоа е првиот начин каде што можеме да го спречиме ширењето на пожар или гасење на настанатиот пожар, односно и они да бидат дел од пожарникарството, каде што и самите станари може да гасат со тие хидранти, односно ако ги имаат исправни, значи може да гасат доека стаса противпожарната единица. Граѓаните да внимаваат какви запалливи материи чуваат во своите живеалишта. Најголем акцент се става на детална проверка на електричната инсталација.
потенцираше Лепидовски. Имаме доста висококатници каде што основните работи за безбедност не се средени, односно и паркинг просторот околу самите згради се пренаполнети и со исправни возила и со неисправни. Со тоа што е отежно пристапот на противпожарното возило да стаса до лице место, до поблиску до самата зграда каде би се одвивало при интервенција при гасење на пожар. Инаку бројот на интервенции од година во година се намалува, вели Лепидовски, и додаде дека територијалната противпожарна единица Велес им стои на располагање на граѓаните за било каков проблем. И се надева дека тоа ќе придонесе за намалување на несаканите пожари, а со тоа и помала интервенција на пожарникарите. Романот Доилката од писателката Лилена Пандева представен пред велешката читателска публика. Ова поетско остварување ја доби наградата Стале Попов за 2016 година од страна на Друштвото на писатели на Македонија. Според љубителите на пишаниот збор, овој роман е дело кое ќе служи за промоција на македонската историја и македонскиот јазик. Најновото прозно остварување Доилката на писателката Лилена Пандева, добитник на престижната награда Стале Попов за 2016 од Друштвото на писатели на Македонија, беше промовирано во Велес. Станува збор за љубовна приказна базирано врз историски факти. Доилката доаѓа како резултат на една повеќе годишна и истражувачка и пишувачка работа, можам слободно да кажам, затоа што се базира врз една историска приказна, врз историски факти. Станува збор, јас како што велам со едноставни зборови кажано, за љубовна приказна со историска заднина. Ова дело е доказ дека и ние, македонските автори, имаме историја со која можеме да направиме книжевно дело, потенцира Пандева. За нас македонците многу важна и битна, бидејќи ни покажува дека мислењето дека ние немаме историја и ликови од историјата со кои што можеме да правиме книжевност, како што тоа го прават светските литератури, не е точна. Затоа што Пребонд е лик кој што постоел, еден од последните кнезови на словенското племе Рихнините во околината на Солун. Станува збор за една од последните опсади на Солун. Исклучително важни теми од историјата кои ги представува од сосема друг агол, можеби и непозната за нашите читатели, но доста интересна, вели промоторот професор доктор Христина Николовска. Од тука дознаваме многу вистини, многу едно поинакво читање на фактите на историјата, ја дознаваме таа жена херој и тоа е едно исклучително ново, зрело читање на сите тие факти, една нова металитература, би рекле, со која Пандева се наметнува како зрел автор, како автор кој што има голем авторитет, кој што знае убаво да сплете приказна, да изгради ликови, да изгради вистински роман и да ги има сите атрибути на сериозно зрело дело со кој што може да се гордееме и да се представиме пред светот. Чести задоволство е да се биде домаќин на едно исклучително прозно остварување, кое воедно е и наградено и вреднувано од страна на Друштвото на писатели на Македонија, вели Игор Крајчев. Навистина на еден убав начин, еден сентиментален, љубовен начин е представен еден лик од постарата македонска историја. Чест ми е што Лилена Пандева доаѓа во Велес како добитник на наградата Стале Попов за 2016 година на Друштвото на писатели на Македонија и навистина ми е задоволство што е пред Велешани промовираме денеска едно дело со ваков исклучителен уметнички дострел. Романот Доилката, според љубителите на пишаниот збор, е уште едно дело кое ќе служи за промоција на македонската историја и македонскиот јазик. Председателот на ВМРО ДПМН е Никола Груевски со партиска делегација во која се и поранешниот министер за надворешни работи Никола Поповски и пратеникот Владимир Ѓорчев од денеска присуствуваат во нова 3-дневна работна посета на Брисел, каде се предвидени средби со високи челници на Европската Унија и присуство на самитот на најголемата политичка партија во Европа. Груевски и делегацијата на ВМРО ДПМН се очекува да ја искористат оваа средба за унапредување
продолжување на соработката што неговата партија има со нив, како и за забрзување на македонските евроатлантски интеграции со оглед на тоа што агендата за итно членство на Македонија во Унијата и НАТО е врвен приоритет на ВМРО ДПМН и на неговото раководство. Во приложение вести од Македонија. Проблемот со условот за исплатата на субвенциите е решен, со тоа што земјоделците ќе ги добиваат субвенциите, без разлика дали имаат чисти сметки со управата за јавни приходи. Условот со кој земјоделските стопанства не треба да имаат неплатени даноци и придонеси кон УЈП се одложува. Овој проблем трае од 2015 година, поради што се закочи реализацијата на финансиската подршка во земјоделството и руралниот развој, односно не можеше да се исплаќаат ниту субвенциите, ниту мерките за финансиска помош за инвестициите во земјоделските стопанства. Како услов, земјоделците да ги добијат парите од државата, остана само обврската да се плати долгот кон Министерството за земјоделство за закуп на земјоделско земјиште, водарина, пашарина и за јапонската помош. Доколку обврските не се платени, земјоделците нема да останат без субвенции, бидејќи е предвидена и можноста за нивно пребивање со заостанатиот долг. Земјоделците се соочуваат со сериозен проблем со откупот на праски и ситуацијата е алармантна, стои во соопштението на ВМРО ДПМН, во кое уште се вели дека владата на СДС не смее да ги игнорира секојдневните проблеми на земјоделците. СДС наместо да држи пресконференции, нека излезе со сет реални мерки за да им помогне на земјоделците. Земјоделците, поради важноста на оваа гранка, секогаш беа приоритет на владите на ВМРО ДПМН. Затоа ВМРО ДПМН сега до СДС бара подитно да преземат 4 основни чекори. Прво, да се зголемат субвенциите за поддршка за одржување на овошните насади за 2017, најмалку 50%. Втора, државата да се вклучи во пронаоѓање на нови пазари за извоз на праски. Трето, додека македонските праски скапуваат, имаме информации дека се увезуваат преку 1200 тони ефтини праски од соседството. Државата итно да се вклучи во заштита на македонските земјоделски производи. Четврто, ја повикуваме владата да излезе итно со одлука за 100% обештетување на штетите кај овоштарите. Вакви мерки беа носени во минатото со цел на земјоделците да им се излезе во пресред и да им се помогне во надоместувањето на штетата. Ова се мерки кои вистински ќе им помогнат на земјоделците, стои во соопштението. ВМРО ДПМН е крајно загрижена од нетранспарентноста и леснотијата со која Заев пристапи на едно исклучително сериозно прашање на договорот со Бугарија, истакна Трајко Велјановски на пресконференција. Според него, загрижува и изгрозува вчерашниот настап на Зоран Заев, кога кажа дека испраќал порака дека Македонија затварала едно поглавје на историјата на национализам и омраза. Која е таа историја на омраза и национализам што ја негувал македонскиот народ, запраша Велјановски. ВМРО ДПМН бара увид во тоа што Заев договорил при посетата на Софија. Македонскиот народ бара увид во содржината на договорот која што Заев се согласил да ја потпише. Ваквите теми кои задираат во идентитетот на македонскиот народ не смее да биде ексклузивен интерес ниту на Зоран Заев, ниту на СДС. Како што рече Велјановски, ваквите теми кои задираат во идентитетот на македонскиот народ не се и не смее да бидат ексклузивен интерес ниту на Зоран Заев, ниту на СДС. Овие теми се надпартиски. За нас е разбирливо соседна Република Бугарија да има своји интереси и нив да ги брани и застапува. Тоа што не можеме и нема да го прифатиме е Зоран Заев сам да одлучува за темите кои се од интерес, а пред граѓаните ветуваше инклузивност и дебата за многу понесуштински прашања, порача Велјановски. Прашањето за заедничката историја секогаш било едно од најголемите пречки при постигнувањето на договорот со соседна Бугарија. Второто прашање кое исто така било камен на сопнување е прашањето за немешање во внатрешните односи на земјите. Имено Бугарија инсистирала во договорот таа обврска да стои само за Република Македонија. Дали е ова прифатливо за Зоран Заев и СДС, запраша Велјановски. Третото покрупно прашање е прашањето на јазиците на кои би се потпирал договорот.
ВМРО-ДПМН инсистирало и ќе инсистира дека македонскиот јазик мора да биде експлицитно наведен. Македонскиот јазик постои, рече Велјановски. Хрватската полиција уапси 7 луѓе под сомнеж дека во најмалку 9 наврати од Словенија во Хрватска прошверцувале речиси 30 тони тутун во листови. Штетата за државниот буџет се проценува на околу 2,3 милиони евра. 7 лица кои се на возраст од 22 до 34 години се уапсени во Загребската, Личко-Сельската и Карловачката жупанија. Од шверцот се стекнале со добивка од 130.000 евра. Осомничените внеле најмалку 28,86 тони тутун во лист во Хрватска од Полска и Бугарија, избегнувајќи царински формалности. Тутунот бил дистрибуиран на илегален пазар во Хрватска, соопштува Министерството за внатрешни работи. Вести од светот во продолжение. Црна се наоѓа во сериозна политичка криза, а единствен излез од неа одржување на предвремени парламентарни избори, изјави потпредседателот на Црногорската опозицијска партија Обединета реформска акција Милош Конатар. Тој во интервју за Подгоричкиот весник Дан вели дека и на владеачката Демократска партија на социјалистите е јасно дека нови избори се единственото решение. Очекувам дека за доброто на граѓаните и на Црна Гора ќе биде постигнат договор за нови парламентарни избори и за создавање услови тие да бидат слободни и фер. Без датум за избори нема начин да се одблокира политичката криза во Црна Гора, додаде Конатар. Тој оцени дека одговорноста за решавање на политичката криза не е на опозицијата, туку на актуелното според него измислено парламентарно мнозинство, кое го узурпира парламентот. Силите на Асад почнаа офанзива против прозападните бунтовници покрај границата со Ирак. Слободна сириска армија ја има контролата врз стратешката пустинска територија во југоисточниот дел на Сирија, покрај границата со Јордан и Ирак, откако пред неколку месеци борците на Исламската држава отстапија од исток со цел да го заштитат своето упориште Рака, како и провинцијата Деир Ел-Зур. Стотици војници и десетици тенкови се навлезени во регионот Бир Касаб на околу 75 километри југоисточно од Дамаск. Најмалку 40 лица загинати, а 43 се повредени во судирите во градот Брија во Централна Африканската република, еден ден откако беше потпишан договорот за прекин на огнот меѓу спротиставените страни. Судирите избиле меѓу припадниците на христијанската антибалака милиција и поранешните борци на Селека, според неименуван извор од безбедносните сили. Насилството изби само еден ден откако владата на Централна Африканската република со бунтовничките групи потпиша договор за итен прекин на огнот со посредништво на католичката заедница Сант Егдио за време на 5-дневните преговори што беа одржани во Рим. Денеска имаме сончево време со мала облачност и слаб претежно северен ветер. Утринската температура се движеше во интервалот 9 до 18 степени, а дневната од 27 до 34 степени. УВ индексот имаше вредност 9. Следува период на претежно стабилно, а кон средината на неделата и многу топло време со понатамошен пораст на дневната температура. Преку денот ќе има умерено наоблачување и локална појава на краткотраен дожд, повеќе од четврток, особено во деновите од викендот, кога е можна и појава на грмежи, пред се во западните делови од земјата. Со оваа информација го завршуваме информативното издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието, а вие и понатаму останете со програмата на К1 телевизија. Пријатно!